Радиото е магија. Радиото е најприсутниот масовен медиум во светот, до кој благодарение на едноставната технологија има пристап 95% од светската популација, вклучувајќи ги оддалечените и маргинализирани општествени заедници. Според податоците на Меѓународната телекомуникацијска унија, радио поседуваат повеќе од 75% од светските домаќинства. Денеска е Светски ден на радиото. По тој повод бевме гости во едно од најстарите, најкултните и најавтентични радија кај нас. Фреквенција која само ја слушате, а ние оттаму ви носиме и слика. Македонско радио, Радио 2. Годинава Македонското радио, Радио 2 се приклучува како и секоја година на одбележувањето на Светскиот ден на радиото, почитувајќи го мотото на УНЕСКО, кое годинава е да ги почитуваме разликите и разновидноста, и затоа направивме по повод Светскиот ден на радиото повеќе прилози во кои сакаме да истакнеме дека таа различност што постои помеѓу нас луѓето не треба да не разединува, туку напротив, да не зближува, да не спојува, особено што ние живееме во едно мултикултурно и мултиетничко општество. И сметам дека од тој аспект радиото е најсилен медиум кој успева, особено преку музиката и гласот, да ги обедини сите слушатели, без оглед на нивната етничка, национална, културна припадност. И возрастна припадност, секако, да, велат радиото е музичка волшебна кутија што ја слушаат од 7 до 77. Како гостинка дојдена од телевизија, ги набројувавме различностите и сличностите на обата медиуми. Едногласно се согласивме. Телевизијата е слика, радиото е имагинација. Тоа е нешто како споредбата помеѓу филм и книга. Пред точно 120 години во американскиот град Питсбург започна со работа првата радиостаница. Сега можеш да замислиш, 120 години поминаа како радиото како медиум растеше, се развиваше, созреваше и мора да се согласиме дека радиото денеска е главен и неизбежен електронски медиум со оставен дел од нашето секојдневие. Се започна таа работа преку кратки бранови, долги бранова и FM стерео. Денеска радиосигналот можете да го слушате насекаде, преку интернет, преку мобилни телефони, преку телевизија, преку сателит, преку сите современи модерни апликации и програми. Така да радиото е едноставно и достапно до секаде. Би сакал да истакнам резултати од едно истражување кое го направија Евробарометар на минатата година, истражување кое покажа дека европјани во таа анкета што беше направена во однос на сите медиуми се уште најмногу му веруваат токму на радиото. Сега за мене радиото е медиум кој ви озможува да направите да ви предизвикува една имагинација, да замислите што е тоа што, како изгледа водителот, кој ви пренесува некоја информација, си создавате во себе слика преку гласот, како изгледа настанот, што се случило таму. Радиото ви е медиум кој на најбрз и наједноставен начин едноставно ви го носи целиот свет на дланка. Најстариот електронски медиум не предизвикува зависност, како интернетот. Не ве врзува со време, вие можете слободно и опуштено да слушате радио додека се возите, додека сте на работното место, дома додека готвите, или едноставно можете да си заспиете со радиото. Глас, музика и слушател. Ова се алатките без кои не би постојало радиото. Што вели Мирчевски? Како функционира едно радио? Тоа е музиката, говорот. Значи, радиото е таа волшебна кутија која преку музиката успеа да ги обедини, како што кажавте, сите генерации, сите припадници на различни етнички, културни, национални заедници и говорот кој исто така преку информациите, брзи, динамични, ја задржува таа динамика и овозможува слушателот благовремено да биде информиран за сите настани. Сега, на радиото последниве години е многу битна таа поврзаност со интернетот, таа поврзаност со оние модерни, пред малку што ги кажавме, апликации и други технички уреди кои возможуваат радиото на еден побрз и поедноставен начин да биде пристапен во сите домови. Секако радиото е неизбежно да ја следи современата модерна технологија. Несебично ги споделија со нас и тајните на нивната професија. Јас ја спроведувам програмата во тој техничкиот дел и веќе
30 години сум вработен во Македонска радиотелевизија и тоа представува едно мое задоволство да бидам член на една ваква екипа. Фактички миксетот е еден вид она, како се вика, пренос на музиката до слушателите. Значи целата програма иде суштина преку оваа миксета, со тоа што јас ги миксам сите тие одредени работи. Значи го вклучувам водителот, пуштам песни, разна комуникација со главна режија, бидејќи ние имаме и главна режија. И целата таа работа еден вид се склопува преку оваа миксета која што иде до завршниот потрошувач, тоа е слушателот. Додека снимавме во етерот на фреквенцијата 924, удеше емисијата Ритамот на денот со водителката Сузана Стефановска. Таа работи таму 30 години и вели дека ова не би го променила за ништо. За неа работата во радио е магија. Ја забележавме слеаната комуникација која што ја имаат помеѓу стаклото кое ги дели. Синхронизиран однос кој слушателот не може да го види, но го чувствува со енергијата која се пренесува со сигнал. 13 февруари од 2013 година е прогласен за Светски ден на радиото, на 36-та седница на Генералното собрание на УНЕСКО, и тоа на предлог на Шпанија. Радиото е личност која зборува, а не слуша, додека сите други слушаат.